и опозиционална партија најавува ветинг или проверка на имотот. Или да преведам на македонски уште еднаш, дали си живел само од плата или можеби во твојот мандат несразмерно си го зголемил имотот. И те предлагаат. Меѓутоа предлагаат за последните 5 години. А од 2006 до 2017, што ја соголија до гола кожа Македонија, што оплячкаа милиарди, тоа да не се чепка, не, ја предлагам. И политичари прво, од председателот па до крај, до долу, ама од 90 до денес. Па да видиме колку мина од нив ќе го помина. Нивната кандидатка за председател нема да го помине. Не верувам дека Македонија е горда на оваа власт и 7 години се предолг период за неа. Ама последиците мислам дека уште долго ќе ги чувствуваме и затоа е потребна една синергија меѓу председателската функција и премиерската и владината и парламентот. Се разбира кога зборувам за парламент, јас не ја заборавам опозицијата, ние не треба да се однесуваме кон неа како таа кон нас. Доаѓаат како волци во јагнешка кожа, се представуваат како наивни, спонтани, а на крајот го покажуваат своето лице. А тоа Струмица најдобро го знае. А денеска во Македонија живее само добро оној кој што е близок со власта или кој што некогаш бил со некогашната власт. Овој народ овде не е среќен, никога си ги мерат лидерите знамињата, чива територија, одбележување и слично, туку имаат потреба од конечно да тргнеме од мртва точка. Доста е веќе споменици, мемориализација на настани кои не ни се драги никому од нас, туку гледање кон иднината. Ние нудиме поинаква иднина, јас се обидов цело време да укажам дека на Македонија и треба развој. Во 2016 година во Гостивар ја победивме Дуи, а на овие избори победата на Вреди ќе биде со голема разлика. Победите овде од Гостивар од 2016 се редат една по друга и нема дилема дека повторно ќе се издвојува голема победа во Гостивар на 24 април. Но не ја знам разликата. Се уште се сомневам дали ќе победиме во Гостивар со 5000, 6000 или 7000. Затоа, овие 2-3 дена да продолжиме да работиме заедно. Сите се колнеме во правдата, сите председателски кандидати и актуелниот председател на Република Македонија. Имаме и Министерство за правда, ама не сакаме да ги спроведуваме законите. Ние имаме закон со кој што се запира извршувањето на заостанатите сметки над 10 години, со кој што е оштетени токму најсиромашните граѓани. Државното знаме е символ на единството на сите тие заедници, меѓутоа почитувајќи го правото на секоја заедница да ги манифестира и своите културни особености. Како председател на државата планирам да ја промовирам можноста и правото секоја заедница да ја истакне својата различност, да ја истакне да го истакне својот културен идентитет. Но исто така како председател на државата ќе се обидам тие различности да ги сплотам во еден државен идентитет од државното знаме, се разбира.